Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија кои се 10 клучни разлики помеѓу владењето на Љупчо Ѓорѓевски и владењето на Никола Груевски, односно како Никола Груевски ги има прилагодено своите политики врз база на евидентираните разлики во владењето на ВМРО-ДПМН во времето на Љупчо Ѓорѓевски и врз база на таквите разлики и на таквите поправени политики повеќе од 8 години е власт во Република Македонија. Веројатно најкрупната разлика е таа југоносталгија која најмногу експлодираше или најмногу беше манифестирана пред 3 недели кога беа поплавите на територијата на Босна, Хрватска и во Србија. Тога се виде колку е голема таа југоносталгија во македонското јавно милје. До неодамна Љупчо Ѓорѓевски беше главниот фронтмен кој се бореше против таа југоносталгија и ВМРО-ДПМН во времето на Љупчо Ѓорѓевски всушност беше партијата која се бореше против Југославија и која се залагаше за злегување на Македонија не само од таа поранешна СФР Југославија, туку од целата таа југосфера. Денес Никола Груевски веројатно подобро го сондира јавното мислење, сваќа дека таа југоносталгија се уште жива во македонското јавно милје и успева да ја користи во функција на своето владење. ВМРО од партија која 34 година прави атентат на Караѓорđević се претвара во партија која всушност ги, ајде да речеме, обновува сите споменици кои се направени во Скопје во времето на династијата Караѓорđević, офицерски дом, мостот и така натаму и така натаму. Што се случува со таа партија? Па видите, вие рековте офицерскиот дом, тоест домот на српското оружје, оригиналното име му е, српскиот театар го обнови, сите владетели срби ги постави на мостот. Значи, просто ВМРО-ДПМН веќе не може да се препознае, затоа што базата, темелот на ВМРО-ДПМН е сосема различен од овој што е сега. Знаете, таа партија е формирана, ајде да речеме, или имала две историски функции. Едната да се бори против турското робство и втората е, нели, последва Балканските војни да се бори против српската окупација на Вардарска Македонија. После 2003 имаме рекомпонирање, тоест влегување на структури од третиот и четвртиот ешалон на СДС и социјалисти, така да наново ВМРО-ДПМН отпочнува еден процес, вие велите југословенизација, би бил по-конкретен, значи србизација на ВМРО-ДПМН. Јас не мислам дека Груевски или екипата околу Груевски се југоносталгичари или дека се србомани, но мислам дека многу успешно сватија дека постои одредено пледоаје, постои одредена општествена реалност која е југоносталгична. И како луѓе кои сакаат практично и прагматично да функционират, ја користат таа југоносталгија, знаете. Васко Ефтов, дури си поставуваме прашање во партијата дали вредеше воопшто да размислуваме во 90-та година да отпочнеме реализација на проектот Република Македонија како самостојна држава. Затоа што, видите што се случи, после 2003 година ВМРО-ДПМН од партија прерасна во движење. Таму веќе нема идеологија. И просто мене ништо не ме изненадува ова што се случува денес. Никола Груевски победи на последните парламентарни избори со паролата "Дајте ми 62 пратеника да не бидам уценуван од албанците", за разлика од Љупчо Ѓорѓевски, кој во таа влада од 1998 до 2002 година многу често се наоѓаше во многу подредена политичка ситуација во однос на Арбен Џафери или на Мендух Тачи. Денес Никола Груевски воопшто не сака да дојде на таква политичка ситуација и да изгледа немокен и слаб пред македонската политичка јавност. За разлика од Љупчо Ѓорѓевски, кој 99 година дозволи во наводници Арбен Џафери и Мендух Тачи да ги полнат кутиите за Борис Трајковски, Никола Груевски 2014 година не прифати консензуален кандидат на Али Ахмети или предлогот на Али Ахмети. Тоа се две диаметрално различни стојалишта на Ѓорѓевски и на Никола Груевски во однос на албанското прашање, во однос на албанците. Кај Ѓорѓевски секогаш знаевте што му се политичките ставови и политики. Додека кај Груевски тоа е многу лицемерно и праќа намешани пораки. Од една страна тој зборува со таква тврда реторика, ги јакне некои
националистички чувства, а од друга страна највулгарно прагматично преговара околу состав на влада, делење на изборен плен и така натаму. Многу лесно му е на Груевски да речеме да функционира со албанците на ниво на тендери, нели? Бејќи политиката си ја сваќа како тендерска коалиција. Да, ја сваќа политиката како некој акционерско друштво, така ја сваќа владата, така ја сваќа државата. Да, со тоа што тој не го кажува тоа како така. Многу практицира. Смета дека македонците. Тоа не е македонците проблем политиката да бидете вие прагматичен. Дека да, треба да правите. Тој е релативно многу прагматичен. Врз база на некоја процентуална или акционерска застапеност на албанците во тоа акционерско друштво Македонија или АД влада, како што јас го нарекувам, те добијат толку тендери. И тука безпрекорно функционира со албанците. Кај него проблемот е веројатно што албанците ги користи како средство за да остане на власт и да победува на избори. Да, тоа е најинтересното и парадоксално е што ги мобилизираш гласачите по друга агенда во однос на албанското прашање во Македонија, а потоа доставуваш политики кои што немаат врска едното со другото, односно со таква вид на мобилизација. Лјупчо Георгиевски беше против рамковниот договор. И тој беше скршен, но сепак го потпиша рамковниот договор, бидејќи сметаше дека тоа е во тој момент можеби најдоброто решение за еднината на Република Македонија. Никола Груевски никогаш категорично не се произнесо во однос на рамковниот договор, но води кампања дајте ми 62 гласа да не му оценуваат албанците, да нема двојазичност на цела територија на Македонија, Македонија да не биде федерализирана, односно албанците да не барат председател на собрание или една од трите клучни функции. Два диаметрални концепти. Да, и таа ситуација многу јасно се види уште во мандатот 2002-2006, кога се поделија на ВМРО Народна и на ВМРО ДПМН или пратеничките групи, Лјупчо Георгиевски, иако пред да биде рамковниот договор беше против, но потоа многу верно на својот подпис и ги поддржуваше сите закони кои што произлегуваат тоа. За разлика од пратеничката група на ВМРО ДПМН, откако Груевски стана на чело на партијата, секој рамковен проект што беше во собранието го блокираше, односно се трудеше да ќари поени на таа блокада, иако неговата партија е официјалниот потписник на рамковниот договор. Значи секојаш праќа шизофрени, двојни пораки, а очигледно ние не знаеме да ги, како граѓани, да ги читаме. Или уште една поента, или уште една разлика. За разлика да речеме од Лјупчо Георгиевски, кој 2001 година во еден очај сметаше дека треба да дојде до размена на територии и поделба една за секојаш помеѓу македонците и албанците и делот на Западна Македонија да припадне кон Албанија, а некои делови на Албанија да дојдат и да се припајат кон Република Македонија, Никола Груевски успешно или неуспешно сакаше по секоја цена да ги заземи и Кичево и Струга на локалните избори. И сега што имаме од тоа? Нема ништо, но представено во јавноста. Знаете, дури и кандидатите, еден од кандидатите кој беа за градоначалници, кандидатот на Кичево, стана после тоа член на извршниот одбор на ВМРО ДПМН, а сега е пратеник во македонскиот парламент. Да, ма ситуацијата иста беше и кога се носеа решенијата за Кичево и Струга. Кога навистина сака да ги земе Кичево и Струга, они можеа да направат напори да се смени територијалната организација. Тоа меѓу другото ги донесе на власт. Така да пак ќе кажам, главната карактеристика е што Груевски единствено многу безобразно манипулира со стравовите или со предрасудите, со фрустрациите на луѓето и ги инструментализира за одржување на власт. На ниво на политичка генетика беше таа одбојност на поранешното ВМРО ДПМН на Лјупчо Георгиевски контра УДБА и контра КОС. Меѓутоа денешното ВМРО ДПМН и владата на Никола Груевски де факто во функција на своето владење се потпира токму на македонските служби, токму на остатоците на УДБА и КОС во Република Македонија и тоа ја прави нивната власт во овој момент цврста како бетон. Прв пат 2011 година Андри Петров, тогаш секретар на СДСМ, излегува вели ние на парламентарни избори освоивме 370.000 гласови, повеќе не можевме, бидејќи де факто не водевме политичка војна или битка со партијата ВМРО ДПМН, туку водевме војна на изборите со државата. Не употреби израз режимот, туку државата. Гледате, само во 10 години, ситуацијата која некаде до 2006 година се наоѓаше ВМРО ДПМН, која постојано говореше УДБА, КОС, служби, држава,
разни спреги, разни непринципилни коалиции, разни тајни структури кои од позадина нели ги влечат конците и ги имат политичарите или гласачите ко марионети, одеднаш се менува таа перцепција, одеднаш се менува целата таа состојба и ВМРО веќе не збори за удба и кос. Службите веќе не се проблем, туку средство како да се остане на власт. ВМРО ДПМН беше ВМРО ДПМН до 2003 година. Значи, оние личности кои што не се најдоа себе си во редовите на СДСМ, тоа е третиот и четвртиот ешалон, се прешалтува. Кога виде дека СДС паѓа, влегува во редовите на ВМРО ДПМН. И истите тие се двигатели, движечка сила за начинот на владење моментален на ВМРО ДПМН. Значи, само се преслика начинот на работа на СДС до 2003 година во ВМРО ДПМН. Значи, ВМРО ДПМН владее на начин како што владееше СДС до 2003 година. Значи, ништо не е сменето. Само ги смени адресовите. Дури мислам дека ни СДС немаше таква моќ. Дури ни СДС немаше таков систем, знаете. Ако ова ВМРО го споредиме со СДС до 2003, мислам дека е навреда за ВМРО ДПМН. Зборам како една војничка структура, како една војничка иерархија. Тоа било иманентно на она старо историско ВМРО во време на Тодор Александров, можеби на Ванче Михајлов, но во рамки на политичката партија. Овде тоа е инсталирано на ниво на држава, знаете, на ниво на систем, на ниво на гласање, на ниво на гласачи. Имат потполна контрола на гласањето, на животите, на вработувањето, на бизнисите, на све. Значи, тоа функционира како швајцарски саат. Секој си го знае своето место и е штрафче во еден систем наречен власт на ВМРО ДПМН. За жал, не можете да направите дистинкција, тоа и меѓународниот фактор го кажа, ако можете да се сетите ОПСЕ го кажа, дека нема разлика меѓу државна функција и партиска функција. Нели беше обвинувана и министерката за внатрешни работи, дека не направила разлика дали е кандидат за пратеник или е министер во моментот. Значи, такви забелешки имаше. Меѓутоа, морам да ве потсетам на едно нешто. Еден вирус, која ќе мутира, е многу помоќен од средството со кое што може да се уништи. Значи, тој вирус, кој што е создаден меѓу СДС структурата која што влезе во ВМРО ДПМН и постоечката структура, значи, стана моќен центар за владење со државата. Просто владеат со, многу пати го имам тоа кажано, со пензионери. Владеат со администрација јавна, владеат со земјоделци. Просто владеат со приватниот бизнис сектор. Со се владеат во државата и синдикатите. Како може еден председател на синдикатот да биде член на управен одбор на одредена државна институција? Тоа го нема во светски рамки. Значи, буквално контролираат се. Ако седнеме да направиме по неколку точки анализа, значи, најголем работодавач или вработувач е владата или ВМРО ДПМН. Најголем рекламер, кога ги соберете неколкуте мобилни компании или компаниите за мобилни оператори, банките и најголемите фабрики за производство на пиво, имаат помалце рекламен колач од колку има владата на ВМРО ДПМН. Ако не знам, споредите за давање на бизниси, на давање на вакви одредени привилегии, за субвенции и така натаму, тука се постава дека во исто време тоа е и мајка Тереза, тоа е и рекламер, тоа е и вработувач, тоа е и све. За жал, тоа е вистина. Вие сте свесни дека владата располага со 2,7 милиарди евра. Голем дел од тој колач оди за подкупување на медиумите. Значи, пушташ реклама во одреден медиум и ги замолчуваш новинарите преку, нормално, нема директно да одиш од новинар до новинар, просто со сопственикот тоа го преговараш. Потоа, имаме сега, да не го спомнам името и презимето на одреден моќник економски, може би најбогатиот човек во Македонија, кој што 80% од работата која што ја дава владата, ја има он земено. Просто владата е најголемиот работодавач. Нема друг. Значи, доколку не работите со владата, денес можете слободно да си ја затворите фирмата. До појавата на Никола Груевски, главната битка меѓу македонските и албанските политички партии беше која од тие партии е најголемо милениче на американците на македонската политичка сцена. Денес Никола Груевски страмежливо, помалку или повеќе јавно или тајно ја стимулира таа политика во јавноста да се презентира како македонска верзија на Владимир Путин во Русија. Американски играч или кокетирање со македонска верзија на Путин.
Нели до пред Никола Груевски сите македонски политичари всушност се убиваа да докаже дека се главни американски играчи. Во владењето на Обама и на Путин нема разлика како системи, зборувам како големи држави, тоа се континенти, тоа е неспоредливо со наши европски услови, но во секој случај тоа е тој тип на доктрина. Тоа што го применува Ердоган во Турција, не знам, нема протести. Значи јас сум тука како лидер на државата и на општеството, како лидер на граѓаните да воспоставам ред. Јас ги воспоставам стандардите и се грижам за вас. Тоа е тој тип на нега на тој путинизам или ердогизам. Тоа се применува во Македонија. Значи, луѓето 99% немаат потреба да мислат поинаку, бидејќи имаат лидер што мисли за нив. За субвенции, не знам, за школа, за запишување. Видите, во Македонија што се случи? Се поддржави. Ако е ова десна влада на Никола Груевски, таа сега самата конкурира на приватниот сектор во образованието, конкурира во здравството, значи отвара клиники, отвара приватни факултети во секое село, така. Со тоа ги загрозува приватноста, тој либералниот модел на управување во државата на приватниот сектор. Утре, ако вака проложи, ќе нема од кого данок да наплаќа, ако остане се државно. Значи, тоа е парадоксот на владењето на Никола Груевски и на ова ДПМН. Значи, ги поддржавува, ги поопштествува, ја практично прави еден вид на комунизам. Ете, кога веќе се прави асоциација со македонска верзија на Путин, кој Груевски не ја негира, нели? Всушност ја подгрева, му одговара на одреден начин. Путин, ајде да речем условно речено, асоцира на некој комунизам во Русија. Овде е десна партија, меѓутоа, ако веќе се развија тој путинизам, таа десна партија всушност покажа дека е во состојба да расчистиме, значи ВМРО ДПМН не е десна партија. Асоцира на некој поранешен систем, најде. Вработување, субвенции, црста рака, здравство и така натаму. За разлика од времето на Љупчо Ѓорѓиевски, оваа партија ВМРО ДПМН, значи за разлика од претходната, е практично неокомунистичка партија. И сега е американски играч или не е американски? Американците на крај сепак почитуваат терен. Тој што има контрола на маса, може да се вика и Лукашенко, ако има контрола на маса, тогаш им е партнер. Се согласувам, американците ја поддржуваат оваа доктрина на владење. Убеден сум во тоа затоа што генерално тие така функционираат во цел свет. Ако е во државата мирно, ако нема конфликти, ако нема тепачки, ако вие умеете да контролирате се, тогаш за нив е уште помирно, бидејќи тие немаат база, немаат амбасада во Македонија, имаат база, нели? Љупчо Ѓорѓиевски попушти под притисоците на ЕУ и НАТО и го потпиша рамковниот договор. За разлика од него, Никола Груевски на некој начин ја стимулира таа дебата во македонската јавност дека ЕУ и НАТО само што не се распаднале. И ако е така, тога зошто да плаќаме така скапа цена со промена името да влеземе во организации кои се наоѓаат пред само распаѓање или пред банкрот. Вие се сеќавате на лексика на Љупчо Ѓорѓиевски кога е Косовската криза 99 година, значи и Ѓорѓиевски и Достадимовска и тогашниот цел естаблишмент на ВМРО ДПМН ја верглава на мантра дека СДСМ е анти-НАТО партија, поради оној митинг кој во мај 99 година се случуваше во Скопје, дека бе оние НАТО бомбардирање на Косово и на Србија, па дури нели имаше оние големи протести кај што имаше упад во американската амбасада, тогаш ВМРО ДПМН обвинуваше СДСМ дека е анти-НАТО партија. Денес ова ВМРО ДПМН скриено, повеќе јавно или повеќе тајно, подгрева анти-НАТО и анти-ЕУ кампања во Македонија и врз база на тој бран, на една таква перцепција во јавноста, тие и владеат. Како велат, нема со скршена кичма да влеземе во НАТО и во ЕУ. Нивната анти-НАТО и анти-европска политика веќе станува и загрижувачки да спешно станува системски ксенофобична политика. Значи, дајте имате противници Европската унија и на НАТО кои што се од некои други причини противници, нели, кои што може да се броат како се поставени органи, како кои се нивните улоги, колку имаш корист од нив, меѓутоа ова е буквално ксенофобична веќе аргументација зошто ние не треба да влеземе во НАТО и Европската унија. Некаде за 20% е довербата во НАТО и ВЕУ или желбата да влеземе во НАТО и ВЕУ намалена изминатите. Тоа е хранета таа ксенофобија и некаде од 90 и нешто на 70 и нешто одсто. Тоа се храни. Гледате како Груевски, ајде да речеме, добро е изменаџира, условно речено за него, добро изменаџира целата ситуација. Прво вели, ние не сме во приоритетите на агендите на Европската унија и на НАТО. А он прави 6 или 7 години да дојме тамо на некоја 123 точка или 124 точка која се расправа во Европскиот парламент. И ние навистина стануваме
неприоритетни во агендите, но тоа е сработено, знаете. И од друга страна, ако сме неприоритетни, тогаш е сосема нормално да кажеме, нели, ако тие нас не сакат, што па ние би се тепале и би плакале така скапа цена за промена на име, на ова или на оно, да станеме дел од нивните семејства. А при тоа, дали сте приметиле, дали сте забележале колку сите оние користи што може Македонија да ги добие од Европската унија, веќе не ги слушаме. Значи, кои се предностите? Еве сега се правеше 10 годишнина од последниот бран на проширување, нели, земјите од регионот со кој што ние може да се идентификуваме каде сме биле, до каде сме биле. Колку имаше публицитет, која користа од процесот на проширување, што ќариле тие држави во пари, што ќариле во било кој друг аспект. Значи се она што е поврзано позитивно со евроинтегративните и НАТО процесите, особено НАТО во делот на безбедноста, апсолутно не се дебатира, не се објаснува пред граѓанството. Во еден сегмент мора тоа да биде и владина политика, ако е декларативно поставена како таква, а од друга страна се она што се смета за непринципиелен, чекор, дволична политика, некаква штета за нас направена, се мултиплицира максимално за да се дојде пак до поентата да тие 20% да не се намалат душе 20%. Анализи се направени дека Европската унија само што не се распаднала. Дека НАТО НАТО заглави во војната, не знам, во Либија. НАТО е пред крах во ситуацијата со Украина, например. Затоа реков дека се негува тој негативен имидж, како фино, слабост како цвеќе која се ѓубри, се храни перманентно и тоа дава одредени резултати. Дава резултати во смисла на поддршка, задржување на власт, меѓутоа не дава резултати од аспект на она што значи благосостојба на граѓаните и позиција меѓународна на државата и над се она што не нели нас најголемиот проблем, економијата и сиромаштијата. Гледате кои две мантри се на политичката сцена наметнати. Од една страна, една политичка групација составена од македонски и албански политички партии вели дека единствено нешто кое не врзува е НАТО и ЕУ, и дека тоа е најголем гарант за безбедноста и економскиот развој на Република Македонија. Од друга страна па имате нели политичка мантра која вели кај да е тие ќе се распаднат и што ние ќе треба да кршиме глава и да се заложуваме и да вложуваме енергија да влеземе во институции кои ќе бидат распаднати. Тоа се два диаметрални различни концепти, две диаметрално различни стратегии каде треба да оди Република Македонија. Јас веќе ви кажам искрено, благо кажано сум збуната од политиката на ДУИ, конкретно во однос на НАТО и на ЕУ. Ние сите како здраво за готово го земаме дека они цврсто стојат на таа линија, меѓутоа ако гледате повнимателно мислам дека и нив ги фати синдромот од нивниот партнер ДПМН во ставањето на овие процеси на задното седиште, а во функција на функционирањето на овие што се тендерски коалиции интереси. Така да господи Ристо, на пример, како лесно или колку лесно се лепи она теза. СДСМ заедно со странците работат на дестабилизација на Република Македонија. Значи било што да се направи, враќање на 33 мандати без Роза Каревска Топузова, велат тоа е обид на СДСМ заедно со странците да ја донесат Македонија пред губитнички чин да биде одземен мандатот или да биде одземена препораката за почеток на преговорите со Европската унија. Па тоа е замена на тези, затоа што многу е јасно дека ако нас не се одземе кандидатскиот статус ќе биде 24 декември све ова што последователно се случи. Мислам дека на 24 декември неплаќањето повисока цена од аспект на Европската унија, Груевски ја свати многу погрешно за да удри на педалјата и да уфрли во уште појака брзина со изборниот процес 2014 нормално во негативна смисла, меѓутоа луѓето ќе има време, мислам дека ќе сада дека се работи за голема замена на тези. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, за неколку минути се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид.
Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Кожувчанка и синалко ви најавуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувчанка изворска синалко или синета од литро и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, 2 Toyota Aygo, новата Toyota Corolla и многу други. Провери на кожувчанка.mk. За разлика од Лјупчо Ѓорѓевски, кој многу често ги прифаќаше ултиматумите на Бранко Цренковски и на СДСМ. Тоа се случи и 2000 година пред локалните избори, а тоа се случи и 2001 година кога беше направена владата на широката владина коалиција, кај што влезе и СДСМ и ВМРО-ДПМН. Никола Груевски изминатите 8 години безмалку да не прифати ниту едно ултимативно барање на СДСМ. Тоа не го направи ни во времето кога лидер на СДСМ беше Радмила Шекеринска, никога беше Бранко Цренковски, а богами ниту денес кога е начело на СДСМ Зоран Заев. За разлика од Лјупчо Ѓорѓевски, кој во неколку наврати прифати, ајде да речеме, ултиматуми на СДСМ, Никола Груевски тоа не го прави. Кај Лјупчо тоа беше случај 2000 година, нели пред локалните избори, кога прифати дека ако биде поразен со повеќе од 10% разлика, ќе распиши предвремени избори, не го испочитува тоа на крајот и подосна беше она широка влада која направи 2001 после она голема афера со прислушкување. Никола Груевски воопшто не попушта, ајде да речеме, на такви политички ултиматуми. Па Груевски не го зема ДПМН за да колабира или коалицира со некого, за да соработува со некого, тука да владее сам. Тој скроз ја смени идеолошката матрица на партијата, ја разобличи идеолошки, ја постави како една бизнес компанија, на чие чело е тој, практично ја приватизира на некој начин во тие политички релации и тука нема простор за било каков диалог, што се нарекува, не знам, демократски диалог. Тој компромисот го сваќа како политичка слабост, знаете. Неговата филозофија на компромис е дојте да разговараме, на крај да ги прифатите моите услови. Вака, Груевски не признава пораз никаков. Тоа е веројатно тој негов ментален склоп, но и неговата силина и како личност. Од една страна, не знам дали се сеќавате дали тој променил некој министр, тука и таму по некој овој за образование што беше. Ѓори Иванов како председателски кандидат, за кој Али Ахмети рече нема шанса да го подржи, нели, да биде избран, тој веројатно од самиот старт знаеше дека ќе ја истурка работата до крај. Значи има контрола на целата партија и преку партијата, преку тие партиски војници, има партиска контрола на добар дел од населението. 500.000 гласачи, тој значи умее да ги собере, да ги исконтролира и да ги принуди на некој начин да гласаат за него. Тоа е неговата моќ. Бидејќи вела дека во еден временски период на месец дена или на 2 месеци пред изборите, кога се крши тоа јавно мислење, обично анкетите, меѓутоа и она решителност, цврстина влијаат кај, ајде да речеме, неопределените гласачи. Значи, освен она, да речеме, партиска номенклатура и машинерија што стои зад Никола Груевски, кој има, например, како машина инструирано и инсталирано, сепак со таа решителност тој покажува дека е спремен до последна капка крв да се бори за победа на изборите. Па не станува збор за борба до последна капка, не е тоа фронтална борба, тоа е борба на маса, значи со целосна контрола со име и презиме, каде, во кој стан, во која куќа, во кое населено место, кој живее, какви релации има со кого, кој е вработен, кој не е вработен, кој е во државна администрација, кој е во школа, кој има единици на училиште па може да се поправат. Значи тоа е тој тип на контрола, на што партијата ја организира како мрежа и тоа функционира. Гледате, например, на 24 декември, протестите кои беа. Од една страна протестират СДСМ, од втора страна или на другата страна на улицата протестира ВМРО. Тој покаже дека не прифаќа, ајде да речеме, таков начин на политичко делување. Добро, не попушта, она што би се рекло, нели, во сутјеска, љубим гроб не че пасти. Тоа е тренд. После 2001, после Ал-Каеда и нападот врз Њу Јорк и Вашингтон, светот се промени малку. Малку поинаку се разбираат тие условно кошнички на
демократски права на говор, на слобода, на говор, демократија и така натаму. Тој европски стил. Овде сега и во Европа почнува, еве се види со последните евроизбори, доминира таа американска доктрина. Може ќе ја наречете путинизам или ердоганизам, како и да е, но тоа е стилот што еве сега се наметна и во Македонија и тој функционира. И мислам дека тој стил на владење има поддршка од американската доктрина, дека на Груевски. Да, стилот на владењето на Груевски мислам дека има поддршка и од тој тип на меѓународен фактор, од кој опозицијата, нели, за жал или за среќа, очекува некаква помош за некакви промени, но мислам дека и таа не свеќа дека поддршката е токму од Соединетите американски држави. Мала е една дигресија да направиме. 99-та година, например, ако споредуваме две влади на ВМРО ДПМН, на Љупчева, на Никола Груевски, 99-та година беа оние големи протести пред американската амбасада. Кога владата на Љупчо Ѓорѓевски не беше во состојба да го заштити американскиот амбасадор, кој мораше, нели, тој е Кристофер Хил, да се спасува крејки се во подрумот доле. Ова влада контролира терен. Тоа е диаметрална разлика. Начинот на владење е сосема диаметрално различен. Значи, владата на Љупчо Ѓорѓевски и партијата на Љупчо Ѓорѓевски во тоа време, значи ВМРО ДПМН, протежираше еден тип на европска демократија на владење со помош на изборните резултати. Овде кај Никола Груевски станува збор за тој тип на ердоганизам или путинизам, како сакате, каде што се контролира во државата и тоа е моќта. Не е моќта населението и гласачките избори, бидејќи тие се однапред детерминирани. Помина оние времења кој Љупчо Ѓорѓевски ВМРО ДПМН би сакаа да прават влада, кој што тоа беше 92 година, и во таа влада да учествуваат со албанска политичка партија или тогашната ПДП. Или помина оние времења кој Љупчо Ѓорѓевски изјавуваше дека нема власите и влашкото лоби да владеат со Република Македонија. Денес ВМРО ДПМН на Никола Груевски многу лесно прави широки политички коалиции токму со малцинските партии и на тој начин владе на политичката сцена во Република Македонија. Се сеќавате на оние изјави кој Љупчо Ѓорѓевски ги даваше по оние конфликти со Ерол Ризаов во македонскиот парламент, кај што Ѓорѓевски изјавуваше нема турците и властите да владаат и да управуваат со Македонија. Помина тоа време. Тоа е ВМРО некаде 90-тите години. Денес овој Никола Груевски има најголеми коалиции токму со малцинските партии. На страна, нели, албанците, а јас сметам дека е прашање на време кога ќе развие посебна стратегија да ги, ајде да речеме, со вработување со бизниси, лично, директно да ги добива албанските гласови, а тоа да не оди преку Али Ахмети и Башка Торбешките гласови. Значи, овој Никола Груевски, за разлика од Љупчо Ѓорѓевски, кој имаше отпор да прави, не знам, малцински коалиции, па дури имаше отпор 92 година да направи влада заедно со тогашната ПДП, овој феноменално функционира со малцинските партии, тие му се дел од стожерите или пиларите на неговата коалиција. Па не би одел подалеку, ако може да се сетите дека еден Љубисав Иванов Дзинго му беше гостин на еден од поголемите диктатори во последно време, Слободан Милошевиќ, така да просто ми изненадува Груевски да направи коалиција со крајно левата просрпска партија, социјалистичка партија. Значи, дефинитивно Груевски расчисти со идеологијата преку ова движење кој што се вика ВМРО ДПМН, така да стана многу практичен политичар, значи го гледа моменталниот интерес. И додека СДСМ бега од таа југоносталгија, бега од тоа некој врзување за тие елементи, за тие временски периоди, Никола Груевски тоа феноменално го направи. Феноменално искористи ова поплава, ова криза што беше у Србија и у Босна и Херцеговина. Може и да ни се допаѓа, може да не ни се допаѓа. Но, реално, фактите говорат дека тој беше начело на процесот, тој, владата, луѓето негови, луѓето кои ги има под контрола, и тоа го изменаџира максимално добро. Ефтов, ние како партија порано, што бевме членови во ВМРО ДПМН, значи од 90-та до, речи се, 2002 година, водевме битка со СДС за нивната, ги обвинувавме за југоносталгија. Меѓутоа, се случи она спротивното што најмалку нам не радува, да најголемите југоносталгичари веќе се во ВМРО ДПМН. Добро, спремнав, како ги прави тие коалиции со овие малцински партии? Без малку ги прави тие коалиции со таква леснотија кој да е некоја либерална партија. И ако имате 3 милиарди буџет годишно, кога ќе го завртите уште неколку пати во текот на годината, ќе стане, не знам, до 13 милиарди, можете се да правите, се што сакате.
Во однос на името станал збор за две диаметрално различни стратегии. Лјупчо Георгиевски велеше, името е проблем и само името ги спречува тие добри односи помеѓу Македонија и Грција треба да биде доминантен стратешки економски партнер на Република Македонија. Затоа тој се залагаше за името Горна Македонија. Од друга страна, Никола Груевски вели името не го даваме, бидејќи ако го дадеме името, де факто сме дале све во рамки на Република Македонија. Таа политика на Никола Груевски тој користи веќе 8 години и му овозможува лесни победи на сите избори. Лјупчо Георгиевски и кога беше премиер, водеше на политика дека Грција е најдобар или најголем странски инвеститор во рамки на Република Македонија. Тогаш од грчка страна е Коста Семитис и во тој период влегуваат најголемите грчки инвестиции во Окта, во Стопанска банка, мермерниот комбинат, Джетолукс и така натаму. И тогаш тој процес, како што се пишуваше и во грчките и во македонските медиуми, и како што ние бевме брифирани, беше до точка безмилку на решавање. Има една историска средба на јахтата, познат грчки бизнисмен, кај што Јоргос Папандреу има средба со Лјупчо Георгиевски и се разговара за името Горна Македонија. Значи Лјупчо вели Горна Македонија е добар предлог или добро име, Никола Груевски вели името е капитал, кој не треба да се троши, бидејќи тој капитал ви обезбедува победа на сите избори. Тоа се апсолутно две драматично различни стојалишта. Со тоа што едната е отворена и прагматична и секогаш мислам дека со тенденција да ја изведе Македонија кон она што значи просперитет и развој и како што кажав Груевски секогаш Георгиевски секогаш многу јасно си ги кажувал ставовите, меѓутоа имал слух и за реакциите на тие ставови, кога ги носел своите конкретни одлуки, се водел токму од тоа, за разлика од Груевски, кој што ги праќа тие мешани пораки, затоа што тој вели дека ние не го даваме името, дека е капитал за, како што велите, за изборите, но од друга страна сите негови политики се подривање на позициите на Македонија да добие решение кој што ќе биде најповолно и најоптимално за земјата. Кои две крајности, например? Никола Груевски, кој неговите политички противници го сметат за најголема грчка инвестиција во рамки на Република Македонија, не мислам буквално, туку фигуративно, политиколошки кажам, бидејќи грците во негово време имат можеби најдобри позиции во тие разговори со Македонија, бидејќи без малку и ништо не се случува што е во корис на Грција, а во корис на Груевски политички да победува во рамки на Република Македонија, и од друга страна, да речеме, Лјупчо Георгиевски кој сметаше дека името е проблем. И ако имате проблем, ја треба да го решите. Груевски има она адвокатска логика, проблемот не се решава, проблемот се одлага. И ако се одлага на 20 години или ако трае 20 години, ви од тој проблем ќе печалите на сите избори. Не, ќе печалите до оној момент додека не ја исцрпите биолошки, финансиски државата. Тие покажа дека може да трошат повеќе од тоа што ние претпоставувавме, дека можат финансиски издржат многу повеќе од тоа што претпоставувавме, бидејќи се дека има кинески кредити, тогаш они немаат проблем. Кога ќе завршат кинеските кредити, ќе дојдат и руски кредити. Не може таа политика со кредитите да функционира вечето, бидејќи тоа само го корумпира граѓанството од префрлање од лев во десен джеб, од шупе во празно, но реално не му носи подобар стандард. Сега прашањето е до кога ќе имаме ние кондиција да само преживуваме, а таа кондиција се троши, бидејќи веќе кај нас проблемот со масовното иселување на младите станува проблем на физичко преживување на земјата. Значи, како се зголемува недовербата кон ЕУ и кон НАТО, така е се поголем бројот на младите кои се иселуваат да работат на црно или легално во ЕУ, во НАТО или во земјите членки на ЕУ и НАТО. И без да се враќаат. И без да се враќаат. Како ние ги заоструваме односите со Грција, бидејќи кога Србија и Хрватска има лоши политички односи, србите не одеа на летување во Хрватска. Како словенците и хрватите има лоши политички односи, бројот на словенските туристи се намалуваше на јадранскиот дел на хрватската обала. Меѓутоа, како ние Грција имаме лоши политички односи, така со голема бројот на македонците кои на Халкидики на летување. Вклучително и официјалните представници на власта во масовен број. Знаете, тоа тешко може да се дефинира кому го објаснувате на човек кој е надвор од Македонија. Да, па тоа е таа, кој што кажав, шизофрена порака што Груевски постојано ја со двојни значења, тројни значења и мислам дека како што кажав и
претходно фасцинатно како тоа се уште успева кај значителен број на граѓани и јас немам никакво друго објаснување освен со ово медиумски монопол што го направи. Значи, за да може да функционира тоа, Груевски се обезбеди токму и со постојан процес на пропаганда и пирење на мозокот, да луѓето веќе да не може да прават разлика меѓу она што е факт и она што е фантазија, меѓу она што е и не само сега. Доследност и логика и она што нема апсолутна логика. И не само сега. И во времето кога постоеше А1 телевизија и кога беше буквално и брутално на страна на Никола Груевски, имаше една анкета за земјоделската политика на Груевски, малку надвор од темата, но објаснува. И на таа анкета, например, колку сте задоволни од земјоделската политика на Никола Груевски, најголем процент на доверба има помеѓу гласачите или граѓаните во Скопје и во урбаните скопски општини. Тоа значи дека тие кои не копнале у животот, кои не отишле на нива, имат најголеми, ајде да речеме, најголема доверба или најголем процент на доверба за земјоделската политика на Никола Груевски. Медиумите кои се под контрола му создаваат таква перцепција. Да. Така и со име, така и со ЕУ, така и со НАТО, така и со сите тие клучни прашања кои што Груевски феноменално ги менаџира. Јас затоа велам кога зборува дека тој е технократ, јас ќе се согласам само дека е во делот технократ на спроведувањето на своите во суштина многу идеологизирани политики, но идеологизирани во она фашизоидна и ксенофобична смисла. Значи не технократите во суштинските политики напроти се водат многу повеќе од она што е рационалност, она што е прагматичност во политиката, знаење, нели, екзактност и така натаму, но ова овде што го имаме е политики кои што во својата суштина се тотално непрагматични, тотално нерационални. За разлика од Бранко Црвенковски или за разлика од Лјупчо Ѓорѓиевски, Никола Груевски воопшто не размислува да ги жртвува своите најблиски политички соработници. Например, Бранко Црвенковски ги пушти низ вода и Фрчковски, и Ханџиски, па на некој начин и Тито Петковски, Лјупчо Ѓорѓиевски тоа го направи со Доста Демовска, со Борис Мејковски, со Борис Стојменов. Меѓутоа Никола Груевски воопшто не размислува дел од своите најблиски политички соработници да ги пушти низ вода. И тоа е веројатно еден од карактеристичните знакови на владењето на Никола Груевски и токму затоа денес во ВМРО-ДПМН тешко може се најдат одредени реслови или структури кои работат или кои јавно говорат против Никола Груевски. Голумина вела дека Никола Груевски всушност ги виде грешките на Бранко Црвенковски и грешките на Лјупчо Ѓорѓиевски и врз база на тоа денес влада е така како што влада е во рамки на Република Македонија. И за Црвенковски, а исто и за Ѓорѓиевски беше карактеристично дека многу лесно се ослободува или се дистанцира од своите блиски соработници. Еве за Лјупчо Ѓорѓиевски конкретно, и од Доста Демовска, и од Борис Стојменов, и од Борис Мејковски, нели со кого е направија ВМРО-ДПМН, и од Борис Трајковски. Никола Груевски тоа не го прави. Гледате како го брани Трајко Велјановски. Со сите тие афери, со сите тие напади, 24 декември, изфрлање на пратеници, тој застана за Трајко Велјановски, па дури и по цена да ја растори коалицијата со ДОИ. Може би Никола Груевски ги научи лекциите кои што, да речеме, ги малку сгрешија останатите политичари, така да он никогаш нема да се откаже од најлојалните луѓе околу себе. И да сгрешат, може да ги помести од местото кај што се, меѓутоа сигурно нема да ги симне на најниските гранки, туку ќе им даде место понастрана со исти примања, меѓутоа да не бидат на тоа место. Значи, он никогаш не се откажа од своите луѓе. Тоа е интересен феномен кај Никола Груевски, кој што го имам приметено во континуитет. Он буквално не ги ништи луѓето. Им дава шанса повторно да се поправат само некаде на страна. Ако се сеќавате, после оние чести средби и посети на Филе, кој беше 24 декември, понудата е трнете ја, не знам, Гордана Екуловска и Трајко Велјановски и ќе биде решена политичката криза. Бранко Црвенковски веројатно одма ќе ги пратеше во амбасадори. Лјупчо Ѓорѓиевски веројатно слично ќе постапеше. Никола Груевски рече, јас немам луѓе за трошење. Тие се му се лојални, ајде да речеме, лојални повеќе него преторијанска гарда, повеќе него она швајцарска гарда која го чува папата. Добро, сега не знам што би направиле Црвенковски и господинот Ѓорѓиевски, меѓутоа она што е очигледно дека Груевски не се откажува, се бори до крај за своите лојални борци. Значи,
не ги остава на ветрометина, оди докрај со нив. Затоа што ние не сме држава каде што можеме се пофалиме дека имаме милиарда жители како Кина, па можете да најдете кадри кога и да посакате. Значи ние сме сепак броен народ, мал народ и просто не можете преку ноќ да создадете политичар. Значи ние имаме искуство од 25 години, меѓутоа тоа искуство говори дека се потешко и потешко се наоѓаат вистински политичари, така да Груевски кадрите кои што веќе му се изградени не ќе да ги изгуби. Што мене ме изненади? Имаше конвенција за избор на кандидат за председател или председателски кандидат од редовите на ВМРО ДПМН. Да. Судеше со 2 кандидати, таква беше ситуацијата и пред 5 години. И Јове Кекеновски, кој ајде да речеме партиски аутсайдер, освен некаде 100 и кусур гласови од делегатите, иако целото раководство и врвот на ВМРО ДПМН застана за Ѓорги Иванов. Меѓутоа нема чистки таму таа партија. Значи ги знае кои се тие 100 луѓе, ги има под контрола, но не ги менува. Тоа покажува една политичка вештина, која до тогаш, ајде да речеме, многу малку можев да ја детектирам кај Никола Груевски. Јас ќе ви направам според, да, во право сте да речеме. Ајде, и ќе одеме чекор панатаму, гледате колку кадри од ВМРО НП. Тоа сакам да го кажам, да. Врати во ВМРО ДПМН. Ја прочитавте мислата. Значи, имавме кадри кои што од петни жили го напаѓа, да не речам плука, господин Груевски. Истите тие луѓе ги гледам сега покрај него се, буквално му дишат во врат. Ги фаќа постојано камера. Значи, ако би бил некој друг политичар, многу лесно би се ослободил од нив. Меѓутоа, министер во владата кој беше во МРНП, портпарол на владата кој беше во МРНП, председателката на комисијата или директорката, како се нарекуваше за пописот, првата, беше председател на МРНП. И да не ги редиме понатаму. Па видите, сите тие добро се вдомија, значи сите оние кои што од ВМРО народна се вратија во ВМРО ДПМН многу добри функции фатија. Така да Груевски знае тоа и очигледно добро да го изменаџира. И затоа, да речеме, за жал има и добри резултати во сето тоа. Вие можете да видите дека еден Маријан Додовски, кој што, да не кажам 2011 година, користеше што би рекол најтешки обвинувања, едноставно сега го гледам постојано околу Груевски се наоѓа. Значи, Груевски е човек кој што вели вака, очигледно размислува во насока. Подобро да е тука кај мене, во мојот тим, ќе го имам под контрола. Во секоја прилика сака да покаже дека е газда во коалицијата. Дека никој не може да направи било што без негова согласност. Тоа се гледа од оние телевизиски преноси, знаете, кој ги испрашува како ученичиња на екстерно тестирање. Па тоа е тој тип на, тоа е таа доктрина на поставеност на сегашното ДПМН како една компанија, на чие чело е Никола Груевски и тој раководи по тој систем на субординација на кадрите и тука нема диалог. Ако ти е добро ќе работиш, ако не ти е добро, ќе си бараш друга работа. Или Македонија така функционира, како една компанија која е во собственост на еден човек или каде што еден човек раководи. Интересно, например, 2003 година, после падот на Рачан, тој доаѓа после Фрањо Туџман, иако таа влада на Рачан имаше исклучително добри резултати, ја врати Хрватска на тој демократски колосек и сега беа правени анализи зашто таа влада ги изгуби изборите. И една од клучните забелешки беше дека немал контрола на коалиционите партнери. Кога гледаме сега што се случува во Бугарија, поразот на Станишев, или Хари Костов, или Владо Бучковски, кај што му излага Тито Петковски, му прави политичка партија. Кај Никола Груевски тоа не е случај, има потполна контрола на коалиција. Мислам дека Никола Груевски свати дека кога ние зборуваме за слободен говор, за јавност, за демократија од некој европски тип, од кошничките од 70-тите, не знам, од почетокот на Европската Унија, па не знам 90-тите години, од кошничката на Кепс, па наваму, дека тоа повеќе не функционира во светот воопшто, значи се промени доктрината. И мислам дека тој ги користи тие алатки. Значи дојде на власт, доби гласови на избори, ги фати институциите, ги соголи медиумите и јавност кому е потребна? На 2% од населението, на 1% од населението, за толку Никола Груевски нема потреба да се жртва, тој ќе се жртва за тие другите, нели, кои носат гласови, кои го држуваат на власт. Гледате, например, Васил Топурковски во временски период, нели се говореше дека тие се главата, ВМРО ДПМН е телото.
да речем Арбен Џафери, тоа што го правеше со полнење на кутиите 99-та година, кај што еклатантно покажуваше дека е посилен од Лјупчо Георгиевски. Овој, например, на Клоци ги избрка, ајде да речеме фигуративно, и Тито Петковски и Стојан Андов од владата, и око не му трепна. Лјупчо Георгиевски и таа гарнитура на ВМРО-ДПМН наследи некои вредности во општеството, и тие вредности сакаше да ги дел да ги промени, дел да ги негува и надградува. Никола Груевски, откако дојде, тој ја промени цела номенклатура на вредности, наметнува други вредности, од историски до културолошки, како сакате. Значи, вие ако сега видите, не знам, земете 10 уметници, 10 најдобри писатели во Македонија, 10, не знам, најдобри артисти, не знам, 10 најдобри спортисти, кои што имаат право на артикулација на своето мислење во јавноста, имаат влијание, ќе видите дека 8 од нив се гласачи на ДПМН, еден е на опозицијата, 10-тиот молчи. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Кожувчанка и синалко ви најавуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувчанка изворска синалко или синета од литро и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, 2 Toyota Aygo, новата Toyota Corolla и многу други. Провери на кожувчанка.мк. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер. Добро вечер.